Не знам дали сте имале можност да пловите во брод со едра. Тоа е интересно доживување. Јас имав можност 2 недели на Јонско море да поминам во таков брод. Едни пријатели ме поканија и спиевме, патувавме и така натаму и навистина е доживување. И за тие 2 недели научив дека да пловиш со таков брод бара големо мајсторство. И сите што беа таму мажи, 4, мислам, 5 души бевме мажи, без со исклучок на мене, сите останати има лиценца, тоест има возачка дозвола за таков брод. Научив дека во зависи од бројот на едрата, тој имаше 2 едра, едни високи едра, во зависи од бројот на едрата можеш да го секој ветер, зависно од кој правец дува, да го насочиш во твојата насока. Тоест, само оној ветер што ти доаѓа од спротива, не можеш да го потребиш да се движиш во насоката на ветрот. Но ако ветер доаѓа бочно, лево, десно, од било која страна, ти можеш така да ги подесиш едрата и да пловиш во насоката која сакаш, да пловиш. Најстрашно е кога нема воопшто ветер. Тогаш стоиш во место, не се движиш. На времето, не знам дали сега е задолжителна литература, но читавме една книга, митска книга, Колерич, мислам се викаше авторот, за убиството на митскиот албатрос, т.е. како морнарот губи тој митски албатрос. Станува збор за морнари кои тргнуваат со бродот, излегуваат на отворено море и еден од морнарите загледува албатрос и губува без да знае дека всушност тоа е духот на ветрот, митската птица, духот на ветрот. И во моментот кога губива албатросот, наеднаш стивнува се губи, исчезнува ветрот, едрата на бродот се спуштаат и тие остануваат така, закотвени во средината на морето, чекајќи ја смртта, неподвижни. Ветрот е многу важен за пловидбата. Без ветер во древноста луѓето не можеле да пловат. Сега користат различни горива, но во древноста луѓето го користеле само ветрот за да можат да пловат. Во една таква слична ситуација на чекање на ветер ги оставивме апостолите минатиот пат, кога ги разгледавме првата глава и вториот дел од првата глава, сите се собрани, гледаме, на едно место, заедно, 12 апостоли, плюс 120 останати верни луѓе и чекаат. Не заради сакрилагија, т.е. бидејќи убиле некоја митска птица, туку бидејќи Христос им рече, чекајте, за да добиете сила од горе, сила од небото. Тие добија мисијата, задачата, Христос им кажа дека треба да бидат сведоци за Него, да сведочат. Тоест има еден голем предизвик, има голема задача. Империја која беше противна, непријателска на Бог, тие со својата служба требаше да ја свртат кон Бог. Да ја буквално целиот систем, целиот свет да го свртат, да кажеме, на вистински нос, да го постават, во духовен поглед. И тие знаат дека таа задача не можат да извршат сами, знаат дека без сила од горе ништо не можат и чекаа да дојде она што им го вети Христос, крштавањето со Светиот Дух. И овој текст што го разгледуваме, ни го опишува тоа симнување на Духот на Педесетница, настан кој е неповторлив во историјата. Симнувањето е со такви мокни манифестации, гледаме сила, ветер, оган и така натаму. И тоа можеме да кажеме со сигурност е пресвртница во историјата на Божиот народ. Христос продолжува да делува преку црквата, Христос продолжува да служи преку црквата, меѓутоа сега на поинаков начин. Преку Светиот Дух кој ја исполни со живот црквата. И можеме да кажеме дека тоа е една нова доба во Божјата работа со Божиот народ.
Не знам дали е тоа диспенсационализам, меѓутоа навистина имаме нешто поинакво. Ако до тој момент Христос беше во физичко тело и така служеше географски ограничено, физички, сега Христос продолжува преку своето тело црквата да работи, да служи, да го променува светот, меѓутоа преку силата на својот дух, на Светиот Дух. Не знам тоа диспенсационализам или не е ни важно. Таквите шеми нас не ни се важни. Ние разгледуваме библиска теологија. Ајде да видиме, бидејќи Словото не вели дека Стариот Завет е сенка на телото, на суштината Христос, како тие празници кои претходат на Педесетница, почнувајќи од Пасха и така натаму, ја представува таа сенка на Христос. Павле вели, нели, пишува во Колосјаните 2 глава 16-17 стих, вели, никој да не ве осудува за јаден или пиен или за некој празник или за млад месец и сабота, бидејќи тоа е само сенка на она што доаѓа, а телото е Христос или суштината. Тоест, ако Христос го поставиме во Новиот Завет, тој фрла сенка кон Стариот Завет. Неговото дело, неговата личност фрлаат сенка. И таа сенка се согледува, се рефлектира во празниците, ритуалите, во она што гледаме нели како еден формален дел во Стариот Завет. Тие се сенка на вистинската личност и дело на Христос. И навистина во празниците, почнувајќи од Пасха па натаму, можеме да видиме една сенка, еден прототип на нештата кои се остваруваат во Исус Христос. И првиот празник кој го празнуваат евреите, тоа е во нивниот месец Нисан, 14-тиот ден од Нисан. Знаете, евреите го мерат времето по друг календар, лунарен календар, тоест секој нивни месец трае колку што трае еден лунарен циклус. И затоа ти имаат и помалку месеци од нашиот календар, кој е фиксен со определен број на денови во месецот. И кај нив празници се паѓаат сегаш на иста дата, нели? Бидејќи така им е создаден календарот, а пак нивните празници ја менуваат датата според нашиот календар. И 14 Нисан во нашиот календар се паѓа од 15 март па се до крајот на април може да се падне. И Паската, која е во Авив или пролета, они како што нарекуваат, е многу јасен празник, знаеме, Бог им го даде да го празнуваат како спомен на она што се случуваше во Египет, кога ја јадеа првата Пасха, кога колеа јагне и со крвта нели попраскуваа на вратите, и така беа зачувани, запазени првородните, од помор првородните синови кои египтјаните ги загубија. И потоа излегувањето од Египет, тоа е празникот Пасха. Празникот Пасха се празнува само еден ден и веќе следниот ден после Пасха почнува празникот на бесквасните лебови. И тој трае 7 дена. Во тие 7 дена евреите го исклучуваат квасот било каква, за каква употреба, од кујната, од трпезата. Во тие 7 дена нормално има една сабота, една недела, сигурно ќе се падне, секако. Неделата што следи после саботата, во рамките на таа седмица на бесквасните лебови, се пренесува жртва во храмот, тоа се косе еден сноп на јачмен и всушност празникот на бесквасните лебови ја најавува жетвата на јачменот. Тогаш почнува жетвата на јачменот. Се зима сноп од првиот искусен сноп од јачменот, се носи во храмот и свештеникот со тој сноп мафта како жртва пред Господ. 7 седмици после Пасхата, точно односно после тој ден недела кога се пренесува таа жетвена жртва во храмот, е Педесетница и затоа таа се нарекува и празник на седмиците, зашто точно 7 седмици го одвојува Педесетница од Пасхата.
50 дена. И Педесетница е празник во кој завршува или се празнува завршувањето на јачменовата жетва и почеток на жетвата на пченица. И на тој празник на Педесетница се пренесува во храмот исто така лебна или житена жртва, тоа се печат 2 леба и тоа интересно со квасец. И тоа е единствениот случај во кој се пренесува во храмот жртва, нели, житна жртва, меѓутоа со квасец. И сега, кој е значењето на сите овие празници овдека? Која е сенката на Христос во тие празници? Паската е јасна, многу пати во Новиот Завет Христос е представен како пасхалното јагне. Тоа е пасхалното јагне. Она како што се колеше јагне во Стариот Завет и посебно во Египет, за да бидат спасени првородните, така Христос е нашето јагне, Божето јагне, кое, како што Јован Крстител, нели, го види и рече, еве го Божето јагне, кој го дава животот за нашите гревови. Следниот празник, празникот на бесквасните лебови, е всушност времето кога Христос умира и воскреснува. И кога се пренесува воскресението на Христос е онаа недела во која се пренесуваат јачмените, се пренесува јачмената жртва во храмот. И тоа е таа недела во која евреите треба да се лишуваат од употребата на квасецот. Бидејќи Христос на крстот преку жртвата и воскресението не ослободи од квасецот кој е во Библијата, нели е представен како символ на гревот. Христос не ослободи од последиците на гревот, од гневот, нели, Божиот гнев кон нас, од казната и така натаму. И јасно го пише тоа апостол Павле во 1 Коринфјани 5 глава, 7 и 8 стих, каде што вели: "Исчистете го стариот квасец да бидете ново тесто, како што сте бесквасни. Зашто Христос, паската наша, беше жртвувана за вас. Бидете бесквасни или држете се настрана од гревот. Живеете подалеку од гревот." И така, и сега на Педесетница, 50 дена после таа жртва, пренесена во храмот како јачмен, се празнува Педесетница и таа всушност најавува крај на една жетва и почеток на друга жетва. Го најавува крајот на јачмената жетва и почеток на друга жетва која по квалитет е сепак повисока. Зашто пченицата се смета за нешто, не се смета, туку и реално е нешто со повисок квалитет од јачменот. Или ако така го погледнеме духовно сето тоа, сепак Бог на Педесетница се всели на црквата, во црквата на начин кој многу поинаков од претходно. Самото најавување на Христовото доаѓање преку ангелот Гавриил на Марија, всушност најавуваше едно така поспецифично вселување на Бог меѓу луѓето. Самото име Емануел значи Бог со нас. Ангелот рече на Марија, оној што ќе се роди да биде наречен Емануел, кој значи Бог со нас, Бог дојде со нас. И така почнува Евангелието според Матеј. А последниот стих, и Христос дојде, да, Бог дојде меѓу луѓето. На поинаков начин, отколку што до тој момент Бог беше меѓу својот народ. Христос дојде, Бог дојде меѓу луѓето и се вознесе Христос. Меѓутоа последниот стих, знаете кој е последниот стих во последната реченица во Евангелието според Матеј? И јас ќе бидам со вас преку сите денови до крајот на светот. Христос, вознесувајќи се, им рече: и ќе бидам со вас преку сите денови до крајот на светот. И Христос продолжи, Бог продолжи да биде со своите до крајот на светот, но пак ќе кажеме на еден повисок начин. Гледаме постојна една прогресија во откривањето на Словото, во работата, на еден напредок во работата
на Бог со својот народ. И така, Петдесетница всушност е оној момент кога Бог се всели на начин кој луѓето не може да го искусат во Стариот Завет. Имаме едно ниво на интимност, на близкост меѓу Бог преку Светиот Дух. Тој се всели, Бог се всели да живее во нас. И ние стануваме храмови на Светиот Дух, Божјото живеалиште. Ние сме светаја светих. Во Стариот Завет, најсветото место во храмот, наречено наос, нели, на грчки, истиот тој збор Павле го употребува, например, во 1 Коринтијани 5 глава, за нашите тела, вели, вие сте сега наос, вие сте светаја светих, во кого живее Божиот Дух. Не, така. Добро. И сепак, на Петдесетница се пренесува леп со квасец како жртва пред Бог. Нешто што беше недозволено да влегува во храмот, бидејќи квасецот е символ за гревот, а во храмот е Бог. И Бог рече на Петдесетница, ќе влезе леп со квасец. Бидејќи и навистина Бог дојде да живее како нас, како храмови, во нас како храмови на Светиот Дух, во кој се уште го има квасецот. Се уште грешната природа е во нас. И иако се уште живееме иако стариот човек се уште живее во нас дојде новото создание, првината на новото создание, Духот се всели во нас, Христос дојде да живее во нас како новото создание, за да ни го возможи тој поинаков живот. И како сега важното е за нас како се случи сето тоа. Тоа е што го кажав досега, едно толкување за тие празници, во Стариот Завет, како сенка на телото Христос или на суштината Христос. Може да го прифатите, може да не го прифатите, но постои како толкување и јас верувам дека навистина Новиот Завет ни дава една таква поинаква слика, по-прогресивна за обштението меѓу човекот и Бог. Како се случи сето тоа? Описот на Лука е интересен од неколку аспекти. Симнувањето на Духот, симнувањето на Бог, на Божјиот Дух е представен во определена литературна форма, во кој тоа симнување е представено со звучни, аудио и визуелни, видливи манифестации. Имаме шум, нели, како пишува како од ветер, и јазици налик како од пламен. И звучно и видливо се случува тоа. И сега, иако имаме еден спектакл, еден настан кој не е вообичаен, неверојатен, сепак Лука многу внимава кога го опишува настанот да не влезе во митологија. Тоест, стилот на пишување не е митолошки стил. Неговиот стил е чисто историски, документален стил. Тој овој настан го пренесува новинарски, како настан од лице место, без тука да вклучува стил на пишување, без да вклучува изразни средства кои би го митологизирале тој настан. Тоест, идејата на Лука е да се случи нешто неверојатно. И неговиот фокус не е на самите апостоли, над кого е случено тоа чудо, туку повеќе во тој опис понатаму ќе видиме интересот на Лука или она што тој го одразува на овој текст се луѓето што се наоколу. Тој ништо не ни кажува како се почувствувале апостолите. Што тие доживеале? Почувствувале ли нешто? Имало ли оган во нив? Знаете, кога ние слушаме, јас сум бил во такви средини, кога луѓе споделуваат искуства, кој бил крстен во Светиот Дух, кој бил исполнет, кој поверувал, и јас сум слушал луѓе и тогаш вели
Кажуваат, и оган ме исполни и почнав да горам внатре. А пак другиот ќе каже, а мене да видиш што ме крена духот 2 метри, ме тресна од земја и лежав така неподвижен и така натам. Или некакви други чувства. Не знаеме. Лука воопшто не ни кажува ништо што се случило со апостолите. Почувствували ли нешто? Единствено што пишува, дека тие почнаа да проповедаат под дејството на Светиот Дух. Зошто е така? Зашто сите овие настани, сите овие манифестации, колку и да се спектакуларни, ти имаат една единствена цел, а тоа е да послужат за поука, за изградување на луѓето. Не да се восхитуваат луѓето, какви чуда се случуваат, не заради некакви спектакли, не заради сценски ефекти, не заради театралност, туку единствено за поука. И Павле тој им го кажува на коринтијаните. Кога ќе се соберете, и тоа во оној контекст, нели, за јазиците таму и оние што имаат некакви големи дарби, тоа им вели, кога се собирате, и секој од вас, независно што има, псалм, поука, јазик, откровение, толкување, сето тоа да биде за взаемно надградување. И ова што се случи овде, како ќе видиме, е токму со таква цел. Никаква друга цел не се постигна освен луѓето преку Словото да бидат прободени во срцето. И тоа се случи на крајот, не така вели Лука. Ајде да видиме овие манифестации на Духот. Прво ветрот. Пишува дека се симна или се виде, се разбра тоа симнување како шум од ветер, и тука треба да внимаваме, Лука е многу внимателен, дека не почувствувале ветар, тие не почувствувале промаја, туку само шум кој доаѓа, кој наликува на звук од ветар. Така вели Павле. Шумот е како од ветар, од силен ветар. И ветрот и огнот се најчесто присутните и најстарите форми на теофанија. Теофанијата означува Божјото присуство преку некакви природни појави. Видливо Божјо присуство представено на некаков начин, видлив начин. Например, Бог се појавува во облак, Бог се појавува во ветер, Бог се појавува во вид на оган. Тоа е теофанија. И ветрот и огнот се најчестите форми на теофанија. Ветрот го гледаме уште во 2 стих во Библијата. Таму говори за Божјиот дух. Земјата беше неоформена, пишува, и пуста, имаше темнина над бездната и Божјиот дух лебдеше над водата. Во Стариот Завет зборот за дух е руах, а во Новиот Завет зборот за дух е пнеума. Но и двата збора, и руах, и пнеума, значат ветар. Исто е. Тоа е збор кој има двоено значење. И ти од контекстот на реченицата треба да сватиш дали станува збор за дух или станува збор за ветар, како, нели, ветар. И дури во нашиот јазик, бидејќи нашиот јазик е правен од мисионери, христијани, Кирил и Методий, и тие во зборовите вложили духовно значење. Например, зборот икајнас, зборот дух, дах, здив, основата е дух. Не. И зборот дува од коренот дух. Не. Бидејќи, и која е тука идејата на зборот дух? Духот и тоа значење влегува во учењето за Светата Тројица уште во првите векови, така како што Синот, второто лице на Небесната Тројица, се раѓа од Отецот, тој е единородниот, тоест неговото лично хипостасно својство е раѓење или генеос, тој се раѓа, својството, личностното својство на третото лице е тој излегува од
е издишан од Отецот. Како личност. Тоа е неговото својство да излегува. И од тука всушност духот е слично она што излегува како воздух од приговорението од нашите гради, здивот. И кој е овдека сликата сега? Зошто таа аналогија меѓу духот и ветрот? Земјата, пишува, е пуста и е неоформена. Нема живот, мртва е земјата. Таа е само една мртва топка вода. И духот, всушност, зборот лебди, духот или руах, кој може да значи ветар, исто ко ветар, дува. Зборот лебди значи дува. Древната представа за земјата не е толку топка, колку полутопка сфера. И духот, како што доаѓа, како ветер да лепти, ја покрива целата земја, слично како птицата, како кокошката која легнува на јајцето. И како се вика тоа кога легнува на јајцето за да го испили? Квачи. Квачи. Светиот дух квачи. Зошто? Зашто Светиот дух е животворен дух. Духот е тој кој дава живот. Така, духот, таа слика овдека, духот како ветар доаѓа над земјата, легнува за да формира живот. И од тука почнува полека, нели, да се раѓа животот на земјата. И во таа смисла, тој животворен дух, исто така, Бог направи тела, човечки тела. Меѓутоа требаше животворен дух да влезе во тие тела, за да оживеат. И сега ако направиме аналогија, бидејќи црквата е наречено новото создание. Павле себе си се нарекува ново создание. И сите нас, христијани, вели дека сме ново создание. Ако имаме овдека едно создавање во кое учествува Светиот Дух, тој е тој кој ја испилува земјата во живот, на Педесетница го гледаме повторно како ветер доаѓа. На истиот начин, тој доаѓа како ветер да даде нов живот, ново создание, да го роди новото создание. И ние затоа може да кажеме дека Педесетница е всушност моментот кога ние веќе може да говориме за новото создание. Христос со воскресението е првината на новото создание и отвори пат за сите нас ние да бидеме новото создание. Ова е почетокот, Педесетница на новото создание. И понатаму на многу други места може да го видиме тој дух животворен, например во Езекил, она пророштво големо, познато кое го символизира Божиот народ Израел, духовното мртвило, како духот доаѓа, Бог заповеда на духот да дојде и тие коски кои се расфрлени таму во долината без живот, да ги исполни со живот. Духот дава живот. Или кога му објаснуваше Христос на Никодим за новораѓањето, за повторното раѓање, тој повторно го употреби духот и рече ветрот. И сега тука во една иста реченица Христос користи цело време збор пнеума, дух. И почна ветрот или пнеума дува, и зборот дува е пак од основата пнео, дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така и секој човек кој е роден од пнеума или од духот. Идејата овдека е сувереноста на Божиот дух. Тој доаѓа и дава живот. И тој се движи според неговата воля. Никој не може да го контролира. За нешто за кое подоцна ќе говори Петар во неговата проповед кога ќе цитира текстове од Стариот Завет. И што се случи всушност на Педесетница? Педесетница е најава на новата жетва. Најава за крај на старата жетва на јачмен и почеток на нова жетва. И на Педесетница имаше една друга жетва. Една многу... Никој пат до тој момент во служењето на Христос таква жетва немало. Да, Христос служеше, но ние гледаме бројка до 500 души, најмногу верници кои одеа по него. И тоа за 3 годишна служба. На Педесетница за еден ден се пожнеа жетва од 3000 души. И тоа не затоа што
Петар беше кој зна каков жетвар, бидејќи тој животворен дух се симна, ги исполни, пишува дека сите што проповедаа, сите се исполнија со духот. И луѓето почнаа да оживуваат духовно. Така, значи тоа е првото, духот. Второто, огнот. И тука повторно е внимателен кога Лука пишува, тој вели дека се јавија јазици како од пламен, кои се спуштаат над секого од апостолите. И обично сликата што се формира, и јас очекував дека таква слика ќе видам и во Facebook вчера, сликата е како апостолите собрани и пламен јазик. Да, ние го користиме тој израз пламен јазик, зашто пламенот формира, нели, јазици. Меѓутоа, зборот овде дека не е тој. Зборот е глоса, што значи јазик орган во устата на човекот или говор. Тоа е зборот овде. Не пламени јазици, туку јазици, глоса, во форма, не во форма, туку налик што личат како јазик. Исто како во Стариот Завет гледаа луѓето оган, ама тоа не беше оган. Например, Мојсей кога имаше теофанија, кога збореше со Бог по гармушката која гореше, тоа не беше вистински оган. Тоа беше теофанија која требаше да го покаже Божјото присуство. И таа грмушка гореше, ама не догоруваше ја. Не знам ако Мојсей си ставеше рака во тоа дали ќе му гореше. Како и да е. Зборот глоса во Новиот Завет има две значења. Има значење на јазик и на говор. Ели, тоа е слово. И од целиот контекст овде кај што го гледаме, очигледно дека станува збор за јазик како во смисла на говорење. Па дури јазикот како орган во човечката уста, намената е да го искаже зборот. Повторно тоа е суштината. Преку јазикот човекот го искажува знаењето што го има во себе. Преку јазикот комуницира со помошта на јазикот, на зборовите. И тоа е значењето, и тоа е целата идеја. А зошто тој јазик е во формата на, зошто како оган се симнува? Исто тоа е форма на теофанија, за прв пат е гледам во Стариот Завет, кога Бог склучи договор со Авраам. И таму, во 15-та глава, Бог му рече на Авраам да подготви жртва, Авраам ја подготви жртвата, расуче животни, според традицијата, древната традиција во Стариот Завет. Договорите тогаш меѓу луѓето се случувале така што поставувале, колеле животно или повеќе животни, ги поставувале половините едно наспроти друго и тие требало да поминат двете договорни страни или повеќе ако имало, меѓу двете половини, по патеката, меѓу двете половини, со што символично се покажувала лојалноста кон договорот, склучениот договор. Или, со други збори, тие кажувале, мене ова да ме снајде, како со животните, ако не се придржам кон договорот. Тоест, тоа е едно оверување на заветот, со кој се гарантира и по живот. Ако јас не го исполнам заветот, тогаш и мојот живот може да биде доведен во прашање. И Бог му даде такви инструкции на Авраам. Авраам го направи тоа, чекаше цел ден и дури вечерта, дојде и пишува дека тоа што дојде беше дим како од печка и огнен пламен. И помина меѓу деловите, и тоа само пламенот. Авраам не помина, нели, идејата овдека е дека тој завет беше, или договор беше едностран. Само Бог се обврза. Безусловен договор за благослов на Авраам. Авраам поверува, тоа беше неговото, другото се беше понатаму од Бог. Се му беше дадено преку вера по благодат. Сите тие ветувања. Потоа, многу други манифестации на Божјо присуство во оган, како грмушката на планината Хорив, потоа кога се движени из пустината евреите, ден имаше облак, столб од облак, ноќе имаше огнен столб и така натаму. И која е идејата на огнот? Кажна е на многу места во Библијата, огнот има прочистувачка сила. Златото и ние, налик на златото, треба да поминаме преку оган, испитања, огнени испитања, вели Петар, за да бидеме прочистени. Огнот прочистува. И не само прочистува, огнот и
основната функција на огнот е и да осветлува. Па и нови простори до пред 70 на години се палило оган, свеќе или кандело, за да има светлина дома. Светлината дава јаснотија, дава разбирање. Кога ќе се запали извор на светлина во темна просторија, веднаш станува јасно, разбирливо што има внатре. Така и духот кој се симнува во вид на јазици кои наликуваат на оган, носи разбирање, носи јаснотија. Или идејата на овој настан, на тоа што се случи на Педесетница, е апостолите, над кои дојде тој ветар, да кажеме, или се симна Светиот Дух во вид на ветар, како шум од ветар. Или тука идејата, нели, за сила, нешто кој дава живот. И огнот, и тоа во вид на јазици, на слово, целата идеја или фокусот кој го поставува овдека Лука е на дејството на Светиот Дух преку словото кој оживува. Кој тврдите срца ги омекнува, ги пронизува, дава светлина, дава јаснотија и дава живот. Тоа е целата идеја овдека на текстот на Лука. Тоа е идејата на оваа теофанија преку ветер и преку оган. Духот доаѓа над апостолите, им ги оспособува да ја говорат вистината во јаснотија и во чистота. И тоа со силата на Светиот Дух Бог ја пренесува вистината. Ги просветлува тие срца таму што слушаат. И ќе видиме, нели, понатаму, до крајот на оваа глава, тие ќе видиме таа богата жетва на Педесетница. И тоа што се случува ствари со тие јазици во вид на пламен, во вид на оган, тоа се јазици со граматика, јазици кои можеби не може да ги разбере само некој не го знае тој јазик, меѓутоа тоа се јазици кои се говорат, бидејќи таму, како што нели овдека може да видиме во овој текст, на Педесетница се присутни луѓе од сите провинции во Римската империја, од дела кои говорат, од места кои говорат на различни јазици. Не. Каква е сликата? Знаеме дека тие се во куќата цело време. Чекаат таму 10 дена. Веројатно, се не пишува Лука, но веројатно тој настан се случува во куќата, таму. И тие веќе исполнети, од како ја искусиле таа манифестација, луѓето го слушнале тој звук на Светиот Дух. И тие како почнуваат да се движат кон храмот и ги изборуваат тие различни јазици, исполнети со Светиот Дух, и на крај гледаме дека се завршува во храмот. Главниот настан е во храмот. И во тој пат од куќата до храмот, таа толпа нараснува, зашто луѓето се привлечени од настанот. Тие слушаат проповеди и тоа симултано, тука може да видиме 14 различни јазици, 14 провинции се представени, со што претпоставуваме дека се и 14 различни јазици. Многу народ има на Педесетница. Лука вели дека многу побожни луѓе. Побожни луѓе значи дека луѓе кои дошли овде да пренесат жртва, оној старозаветен контекст, од целата римска провинција. И ти наеднаш гледате на толпа луѓе која не е мала, сепак 12 апостоли плюс и други имало, над сите се симнува Светиот Дух, сите се исполнети со Светиот Дух и сите одат ти говорат за славните, големите Божи дела, нели така пишува. Големите дела Божи, тоа на различни јазици. И луѓето ја следат таа толпа, се зголемува таа толпа и тука Лука во еден долг текст ја представува реакцијата на луѓето, како овој настан на тие луѓе има влијание. Ефектот е на зачуденост. Тие се вџашени, пишува на едно место, воскитени се, збунети се, пишува во 6 стих.
восхитени се во 7 стих, потоа малку подолу се чуда и во недоумение се зборува во 12 стих и така натаму. Има чудоневиденост, зачуденост, джашеност, мислам дека имаше во еден стих и така натаму. Зошто навистина гледката е зачудење. Прво, тие се го постават прашањето, а вове не ли се галилејци? Да, галилејци. Очигледно е дека се галилејци. Па како тогаш ние, секој од нас може да го слуша на својот јазик словото за Бог? Бидејќи, кога ќе се каже галилеец, во тоа време луѓето од Ерусалим го употребувале изразот луѓето од земјата. Дури не го употребувале зборот Галилеја, бидејќи било понижувачки. Од најодалечената провинција, навистина, меѓу Јудеја и Галилеја стои Самарија, така една оддалечена провинција во секој поглед, и културно, и образовно, и духовно. И галилејците, меѓу другото пак, говореле на специфичен дијалект, кој во ушите на образованите евреи од Ерусалим звучал грубо, така, селско, провинцијално. Зашто евреите, оние образовани евреи од Ерусалим, се гордееле со својот дијалект, со начинот на кој некои посебно тешки согласки ги изговараат, особено гуторалите. Гуторали се грлените согласки, К, Г, Х. И еден добро образован јудеин можел така грлено да го изговори Х-то, нели? Што нема да испрли никаков вакво секрет од грлото. Нема да исплука никого. Галилејците не биле така вешти во зборувањето и тие меко ги говореле гуторалите. И така се одликувале, како некој кога ќе дојде од Струмица, колку да се мачи во Скопје, никој пат нема да проговори. Борјан често пати прави забелешка, дури Јани и Лидија се уште не успеале. Кој буква беше? Л не можат да кажат, кој еден скопјанец. Так. Идејата е дека тие прости луѓе, прости во очите на образованите фарисеи, книжници и така натаму, говорат на различни јазици. Не е чудно да чуеш евреин да знае и арамејски, и еврејски, и може би латински и така натаму. Како што денес не е чудно да некој, ако каже дека завршил на Оксфорд и може да говори 5-6 јазици. Меѓутоа, некој си Томе од, не знам, од Моноспитово или не од каде, тој да збори, кој никогаш не излегол од селото и поголема дел од животот го поминал на нивата, тој да почне да говори латински. И тоа Лутер да почне да го цитира оригинално на латински. Или Калвин на латински. Или на германски. Навистина би не зачудило. Тоа се случува таму, во Ерусалим на Педесетница. И луѓето се чудоневидени. И очигледно, тоа слово тие што го проповедат, и тоа дава сила на проповедта. Тоа што тие го проповедат, тие славни дела, очигледно е дека не е резултат на нивното природно знаење. Не е резултат на нивните природни некакви способности како личности, дека сето тоа е надприродно. Сето тоа доаѓа од Бог, дека тоа е дело на Светиот Дух. Сите можат тоа да го видат и да заклучат дека тоа дејство е надприродно дејство кој се случува во нив. Меѓутоа, како што секој пат се случува, има рационалисти, луѓе кои веднаш ќе најдат објаснување и таквите луѓе велат, овие се напили, уште се бајле, станале, се натрескали и се пиени. Веднаш Петар тоа ќе го негира, зашто и ќе даде еден добар вакво аргумент, вели, уште е рано, како бе 3 часот, тоа е 9 часот според нашето мерење време. Кој во 9 часот се бајле, ќе се напие, а освен тоа е празник, Педесетница. Тоест, до крајот на утринската служба, која завршува после 10 часот, никој не сме ни да јаде, ниту да пие. Како така би биле ние пиени? Па на крајот на Кришто, кога човек е пиен, тој не проговорува на латински или германски, му се врзва јазикот, да. Така. Но идејата овдека го имаме она многу важно значи на учење. Кога луѓето велат, во црквата мора да има чуда луѓето да веруваат и да се покајуваат.
Не е вистина тоа. Бидејќи чуда имаше многу и во службата на Христос, чуда имаше и многу други кои го подкрепуваа само, ја подкрепуваа вистинитоста, божествениот карактер на Словото, меѓутоа никој не поверува само заради чудото. Туку во сите тие ситуации и овде кога гледаме, преобразувањето, оживувањето беше поради дејство на Светиот Дух во Словото, кој действуваше во Словото. Тоа беше она што ги променуваше луѓето. Она што доведува до покаяние е дејството на Светиот Дух преку проповедта на Евангелието и тоа изговорено од луѓе полни со Светиот Дух. Апостолите ќе ја објават вистината, понатаму Петар во проповед и тие луѓе кои слушаат ќе бидат прободени во срцето. И тоа е службата всушност на Светиот Дух. Затоа тој дојде во тие манифестации, за да го омекне скаменетото срце од грев, скаменетото од грев срце на тие луѓе. Знаете ли, тие луѓе што биле таму на Педесетница, тие луѓе што поверуваа, веројатно со голема сигурност, многу од нив биле и на Пасха, зашто обично, бидејќи Пасха и Педесетница се блиски празници, многумина кои решавале да дојдат на Пасха од диаспората останувале до Педесетница таму. Си правеле шатори надвор од Ерусалим и останувале, бидејќи било пролет, и останувале таму. И тие луѓе, кога Исус го распнуваа и го убиваа, кога го погребаа, тие луѓе не поверуваа. Нивните срца беа тврди. И истите тие луѓе, сега на Педесетница гледаме, кога Петар им кажа, вие, и тој посочи со прстот, вие го убивте, вие го распнавте. И тогаш тие паднаа, се покајаа. На што се должеше тоа? Единствено на Словото, во кое действуваше Светиот Дух. Светиот Дух, преку Евангелието, пробива во човечката душа и ја огрева со светлина. Зашто Светиот Дух осветлува. Тој кој се симнува како пламен, како оган, не физички, носи духовна светлина во срцето на човекот. И тоа им треба на загубените луѓе, тоа му треба на секој кој живе во такво тврдо срце. Верен човек, исполнет со Духот, посветен служител на Бог, кој во силата на Духот го проповеда Евангелието. Тоа ни треба и нам, кои веруваме, зашто и нашите срца со текот на времето знаат да станат ладни, да станат крути. И нам ни треба со текот на времето да ги пронизуваме. Секојдневно. И ние секој ден, ако читаме со отворени срца, подготвени во молитва пред Бог, ако читаме Словото, тоа ќе не пронизува секојдневно, ќе не омекнува, за да не преобразува, да не прави послични на него. И верувам дека ако ние овдека навистина се собираме за да го спознаеме повеќе, ако се отворени уши на нашите срца доаѓаме, верувам дека секој недел тој ќе го пронизува нашето срце. И Светиот Дух ќе не исполнува овдека. Ќе распалува оган во нашите души и нашите духовни едра ќе ги полни со ветер, за да можеме да ја вршиме неговата мисија, како што се случи со апостолите. Ако некој се уште не е оживен духовно од Духот, ако се уште неговото срце е затемнето во илузии на овој свет, Светиот Дух може да го осветли, да го побара Бог во него да действува. Светиот Дух да го осветли, да го оживи, да го омекне, да го привлече кон него и така да го обнови во ново создание, да му даде нов живот. Оној живот кој ни смртта не може да го одземе. Нека да живееме секојдневно отворени за Божјото дејство, отворени за Неговото Слово, отворени да ја вршиме мисијата што Тој ни е дал.